Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Поврзаноста и блиските односи со власта како главен критериум за добивање на грант од јавна тајна станаа и официјален критериум во условите за аплицирање на Фондот за иновации. Почитувани, ова позади мене е повикот за доделување на грант од страна на ФИТР, објавен на 20.12.2023 година за обука за зелени работни места, чиј буџет на проектот е $60.000. Фрапантно е што како критериум за тоа кој може да аплицира јасно и недвосмислено е наведено, дозволете ми да цитирам. Сите апликанти мора да бидат формално конституирани и, внимавајте, признати и во добра состојба со соодветните власти на Република Македонија и да бидат усогласени со сите важечки регулативи и прописи. Замислете, ова значи дека само подобни се нивните и оние кои се блиски до нив, а секој друг е индивидуа или правно лице кое не исполнува критериуми. Од кога во Македонија критериум за грант или тендер е близината со власта? Ова ли е таа нивна европска агенда или пак можеби ова е таа нивна зелена агенда? Фондот за иновации треба да одговори кои се критериумите по кои ќе утврдат кој е во добра состојба, а кој не со властите. Која е пак комисијата за евалуација која треба тоа да го цени? Или можеби, кој е тој документ со кој што ќе ја докажат близината или добрата состојба? Дали можеби станува збор за препорака добиена од општинска организација или пак потврда за партиска донација? Почитувани, секој граѓанин во едно демократско општество кога го чита овој оглас се прашува кое е дното кое власта нема да го пробие. До каде ќе оди нивната желба за профит, што ми јавно и директно посочуваат дека нема место за никој друг, освен за блиските и оние кои се во добра состојба со нив како власт. Ова се $60.000 американски кои од буџетот на граѓаните ќе завршат во нечии приватни сметки на фирми или лица блиски до власта. Ова не смее да биде уште еден случај во низата кој ќе се вброи во скандалите на власта. За ова мора институциите веднаш да реагираат. Бараме од Фондот за иновации да го повлече јавниот повик и директорот да си поднесе оставка за ваквите чекори. Воедно, Ковачевски да одговори дали ваква насока е дадена и до сите други директори кои имаат огласи за објавување, ова да биде услов или критериум за аплицирање. Ви благодарам.